Добар ден, драги мои. Добро дојдовте во најновиот подкаст, најновата емисија. Денеска ќе ми биде особена чест и задоволство што на гости ни доаѓа еден прекрасен лик, урбан лик од нашиот град, мој долгогодишен пријател, уште од деца сме заедно, Владимир Поповски, нашиот познат пејач Владимир Поповски. Добар ден, Владче, како си? Добар ден. Добре, не најде. Добре, најде. Супер сум да ти кажам. Чувствува се како дома. Па да, така е атмосферата. Штета што гледачите не може да видат арата малку лупува. Да, ретки животинчиња. Така е. Кажам, сакам да се заблагодарам на поканата. Честа е моја. Да ти посакам среќа и многу сезони со овој иновативен подкаст. Фала ти, дај Боже. Се надевам и верувам и убеден сум дека ќе си направиме еден прекрасен муабет. Да. Дали тоа што јас и ти се знаеме уште од деца, уште од 11 октомври да кажам. Да, не врзуваат спомени тоа на себе. Така е. Тоа убаво. Јас те знам уште како дете, но кажи ни нешто повеќе за тебе. Какво дете беше Владко, како опиши ни за да дознаат и нашите гледачи. По принцип, мирно дете, секогаш сум ги избегавал на банда. Да. Иако тука сме биле заедно, сме играле фудбал. Знаеш, Да, така. ти ми беше голманот, така? Голманот. Секој. Number one. Да. Пак ќе ти кажам, принцип мирно дете, сум гледал да бидам на страна од тие проблеми. Сум се фокусирал на спортот, фудбал, кошарка, криенка, нели игра. Жмурка на топка игра. Жмурка на топка, да, баш убаво детство. Камај, граница. Да. Памтам. Баш се социализиравме убаво и го фативме на убаво време. Оно што денеска недостасува, и джам. Баш така, не. Нажалост, тоа веќе го нема. Да. Од кога прв пат насети дека сакаш да станеш пејач, дека ти лежи тоа, те влече тоа пеењето? Па некак од се пронајдов, ајде да кажам така, 7-8 оделение некаде 12-13 години му доаѓа, така. Значи не си бил баш мал, да. Да, тоа се пронајдов. Да. Значи една српска изрека, кој се ние пронашao, ние се снашao. Да, интересно е. Така да тогаш некако се пронајдов, си го открив талентот. Така. А додека во средно негде 18 години, како му 18 години? Четврта година, 18 години. 18 години, да. почнав интензивно да размислувам во однос на пеењето, така да ми се исполни желбата и го работам тоа што сакам. А првите часови музички за пеење, од кој ти се, од колку години? Ќе ме наврати. Зашто памтам јас дека одеше на часови по пеење кога? Да, па долг период во мојот живот опфатија. Со години, така. Таа едукација. Мислиш дека е клучно тоа? Па како некако. Сега више како изминуваат годините, сваќам дека сум си го направил правилниот избор. Правилниот избор. Прва професорка морам да поздравам е сестрата на Сања Левкова, познатата пејачка. Ивана Левкова. Кај неа одев од прилика година или две, не се сеќавам точно. Па можам да ги набрам. Милка Евтимова, професорката, кај Весна Гиновска неколку часови, кај Горан Начевски на едукација дополнителна, Солфеш, оде, така да. Дали тие сите меѓусебно се разликува, посебни барања има од тебе? Кој са можеби не благодана маце, него кој според тебе онака ти бил фаворит? Ја заборев Александра Коцевска. Така. Исто така. Па секако имаат различен пристап, они се педагози. Секако имаат различен пристап, така да сите ми помогнаа да го надоградам мојот талент. Така. Имав јас еден проблем, никош не сум го открил.
Значи Што го примерно слушав, за прв пат за нашите гледачи. Слушав многу и го сакав Тоше Проески. Во однос на глас јас сум чист баритон, а Тоше беше тенор. И пробувајќи да ги достигнам неговите висини, Баритон е највисок или? не, тенор, Тенор. драмски, лирски тенор, тие се највисоки гласови. Јас сум понизок глас од него, баритон, и пробувајќи да ги достигнам неговите висини, почнаа да ми се прават као Милка Евтимова медеи, тоа што се изрази професорката, чворови во гласот, и почнав да пеам на грл. Среќа што со време се тргнав од таа замисла да трчам, условно кажано, по тие висини и да... Значи увиде дека нема потреба. Да, нема потреба. Па можеби заради тоа па јас да откриам дека како дете ние те викавме, имаше прекар, имаше надимак Тоше. Да, баш така. Во нас ова... Да, Тоше. Па да, то... Едно време јас мислев дека се викаш Тоше, пошто толку многу беше она Тоше. Да, многу. Популарно. Постојано го слушав дома и сега веќе сум израснат како личност, но порано имав и многу коси очи. Сега сум ги поправени. Така да, надимакот, да, за нас ова... Ваче, пред да те запрашам околу домашните миленици, имаме едно маче малку неимено во моментов, би сакал да ги почестам нашите гледачи, да им прочитам прочитам неколку факти за Супер, и мене црните мачки. Да, и јас извоив неколку факти за мачките, па би сакал да ги споделам со нашите гледачи. Заради тоа што она е мит што велат дека црната мачка носи несреќа, не знам ти колку во тоа веруваш, Па да, жива како глупост. мали деца, ако ти помине пред пат, Да. несреќа носи, па чекаме... Купи 3 пати, дали врати да се назад, 3 чекори, 5, тоа се жива глупост. Например, првиот факт вика вака: црните мачки се сметаат за најдобрите пријатели на морнарите. Мачките многу пати биле гледани на бродовите како фаќаат глувци, но морнарите воглавно преферираат црни мачки верувајќи дека носат среќа, а ние веруваме дека носат несреќа. И дека ќе им биде осигуран безбедно враќање до дома. Значи патот ќе им бил среќен. Вториот факт говори дека сите црни мачки всушност се темно сини. Не со одветно светло, нијансата на влакната на црните мачки варираат од црна како јаглен, сиво црна до кафено црна. Постојат 22 различни врсти на црни мачки, а една официјално, ние ќе ја пуштиме заради тоа што малку е немирна. Ајде, мија. Интересни факти. Значи вика, постојат 22 различни врсти на црни мачки, а една официјално призната е бомбајската раса, чија пигментација на црните влакна е многу поголема кај мажите, отколку кај жените. А високото ниво на меланин во пигментот ги предизвикува жолтите очи. Трет факт за црните мачки вика вака: египтјаните ги обожавале како богови. Старите египтјани исклучително ги ценеле црните мачки. Една од најпознатите фигури на црните мачки од тоа време е Бастет. Познатата како малку немирна. Бастет, позната како мечешка божица. За сите црни мачки кои лутале низ градовите се сметаа дека се реинкарнација на таа божица, значи на божицата што спомнавме малку пред малце Бастет. Реинкарнација. Веруваш ти во тоа? Не. Реинкарнација. Па нели си гледал и на слики на Клеопатра? Од двете страни мислам дека има мачки. Да, мислам. Црни се мислам така? дека. Да. Да, може грешам, ама не сум сигурен. Така е. Вика, за сите црни мачки кои лутале низ градовите се сметаат дека се реинкарнација на таа божица. Секој кој би нанел штета на црната мачка би бил казнет. Четврти факт вика дека има свој ден. Малку се знае дека на 17 август се прославува светскиот ден на црните мачки. 17 август. Светски ден на црните мачки. Петиот и последен факт што јас го извоив вика вака: се верува дека го одржуваат среќниот брак. Не сум назвал.
Во Велика Британија се верува дека црната мачка е поврзана со среќниот брак. Па црните мачки често се нацртани на поканите за свадби дури, картите за младоженци, како и на други украси поврзани со венчаницата. Си ги знаели овие факти? Интересно толкување. Да. Сега кажи ни ти дали си љубител на домашни миленици, дали нешто би ни издвоил, дали си чуo нешто порано, да те запознаеме во едно поинакво светло. Да, си ги сакам домашните миленичиња. Од секојаш од кога знам за себе, чуваме, тоест моите, еве сега и брат ми, чуваме куче, тоа е еден вид на терие, претежно мали кучиња чуваме. Да. Првото куче морам да кажам дека ни беше руска лајка, чисто како информација, тоа е првото куче, раса, што е однесено во вселената. Така. Да. Порано дедо ми и тие, не знам сега, раса на мачки чуваше, сега не знам точно која раса на мачка е, но не знам дека и тоа има чувано, така да постојано сме со домашни миленичиња, да. Мислиш дека е добро децата да ни растат со домашни миленици или си од оние луѓе што мислат дека има влакна, пази, беге, трни се, болви, нечисто, ќе те касне, има секакви предрасуди. Како и кај нас луѓето, како што има лоши луѓе, така и кај кучињата, например, има и куче што ќе те касне. Не се сите добри, но не треба според мене да ги осудуваме сите кучиња, да ги тепаме заради тоа што некогаш некој касне. Јас мислам дека децата треба да растат и да створат една убава навика со домашните миленичиња. Сепак кога ќе го земеш, кога ќе го вдомиш дома, даваш обврска на детето и се ствара една убава навика, едни убави принципи, така да генерално мислам дека треба секој семејство да поседува домашно милениче, да. Во зависност од тоа е реално обврска, така се ствара и добра навика. И љубов. Навиките се многу битни во текот на живот. Точно. Ти си сега татко, гор татко. Кажи ни, дали ти ги учиш твоите деца дека е добро да се расте со домашен миленик, дали сакаш нешто да им купиш, дали они нешто бараат, сакаат? Па да, како што кажеш претходно, си стојам на истото размислување. Со Анастасија имаме малце проблем. Така да ќе се има една поговориме. поговорка, вика 50, јас сакам муштуна, да сакам. Да. Андреја изразува желба за кученце. Да. Така да во преговори сме со мајка и мислам дека ќе ја победим и ќе земеме кученце, да. Ако се изгласа, зашто не, да. Ни спомна кое беше твоето прво милениче, куче спомна? Да, куче, руска лајка. Руска лајка, што се качи од прва на вселената. Да, тоа се многу ретки во нашата земја. Точно. А има ли некое животно што ти е омилено, например? Што би... Не би рекол дека е домашно милениче. Стварно омилено, како животно би го одделил лавот. Лавот? Не е домашно милениче, ама гледам по интернет дека и чуваат веќе дома. У Турција знам дека имам друга турчино не знам таму. колку е тоа легално или И он ми кажа дека кај нас не е легално. И он ми кажа дека кај него он живее во Измир. Оркун Беху, поздрав и до него, он студираше во Бугарија и јас го научив македонски. Бугарски знаеш, ја го научив македонски. И ми кажа дека кај него во мало, зашто таму не се познаваат сите, многу народ, видел некој како шета на ланец лав. Јас вика се изненадив и да чудев зарем е ова возможно. Веројатно што на ланец меѓу луѓе шета и има некакви дозволи е тоа таму легално. Па добро, не знам и колку е безбедно тоа искрено. Јас мислам дека не е баш безбедно. Да, сепак тие се хранат, мислам дека со живо месо. Со живо месо. Така е, точно. Така да не е чисто само како
кажав како љубов кон тоа животно. Иначе мислам дека не е возможно да се случи тоа кај нас. Во догледно време не. Нема шанси. Да. Сега сакам малку да почнеме со една тема за музиката. Кажи ни како беа твоите музички почетоци? Ги спомнавме твоите музички први часови, но кога беше твојата прва песна, кај се појави, кај народот дозна за тебе? Мислам дека беше 2010 на фестивалот Светници. Јас почнав како фолкер, како мислам во жанр фолк музиката. Како поддршка морам да кажам дека ми беше и ми е Томислав Которчевиќ, он е многу познат текстописец. Така. Текстописец на песната Жал за Деспина, една песна аз да запеам, Мите, море мите, сите на Благица Павловска, Браво. Пат до Стамболград, сите најубави народни, Песни, да. Скоро сите најубави народни композиции. Така да некако таму се пронајдов, а сега сосема различно. Ќе говориме и за тоа, исто така имам прашање околу оваа тема, заради тоа што моментално пееш и некој, сакам да кажам во два правци. Па да, имаш некои паралелно ја каверти спремно. Да, сега снимивме неколку кавери со Од Майкл Джексон, види ја нешто имаш. реално покрај Наум Петерски, одгоен со Наум Петерски, со Тоше Проески, со Пепе Бафтиловски. Во моето детство многу ги слушав и White Snake, Deep Purple, Pink Floyd, Роби Вилијамс, така да и со тие рок хитови, love songs и со таа музика сум одгоен, така да сакам да сум сестран музичар. Тоа е меч со две острици, морам да ти кажам кога да се работи за изведувач. Мислам дека добро го правам тоа. Има добар фидбек од публиката, така да затоа и снимивме неколку. Да. Затоа и снимивме неколку кавер верзии на Елвис Пресли Can't Help Falling in Love, од Пилоти Заборавljeni, од песна од моето детство. Ја снимивме со Наум Петерски за Милица, неговата композиција. Мислам дека искочивме, настапувавме заедно на Роса Фест 2012 или 2013. Он ја отпеа таму и баш онака ја слушам композицијата. Викам, ова ќе биде 100% хит, преубав текст. Знаеш дека ќе бидат песните хит кога ќе ги испееш, кога ги снимаш, или Вало Јаневски, например, често пати говори дека не можеш, според него, дека не можеш да знаеш дали песната колку и да е убава, колку и да мене ми се свиѓа, тоест ја го парафразирам него, не можеш да знаеш дали е песната хит додека не направиш концерт, па да видиш која песна ја пеат, како ќе помине меѓу народот. Не толку концерт да направиш, колку што треба да помине време и нели публиката да си го каже својот. Да, не можеш да видиш видовите дали ќе биде хит. Меѓутоа има правила и нели чувствуваш дали убаво. Кога слушнав таа песна, некако ми остаи во тој период најубав печаток, и еве до ден денес секаде таа песна се форсира, се пее, така да ми се потврди. На кој начин песните стануваат хит според тебе? Дали, например, дали можеме слободно да кажеме дека има медиуми кои форсираат одредени пејачи, дали песната убава, дали песната не е убава, ќе ја направат хит, мислам што се вика со сила. На сметка на тоа има многу убави песни што не се баш доволно дознаени меѓу народот. Секаде има неправди такви, така да генерално мислам дека сепак ние ако сакаме изведувачите, сега ни е достапни социјалните мрежи, така да интернетот. Да, можеме да ги пласираме. Сега гледам дојде и времето на
на маркетингот, некако сите се свестивме дека без маркетинг ништо. Јас Најважна алатка. искрено мислам од мојот почеток на кариера дека маркетинг е двигател на светот, маркетингот, така да најбитно е, еви кон тебе на совет, Маркетинг. да си покренеш маркетинг, така да биде достапно до многу поголема маса, многу поголема целна група на социјалните мрежи, за да го видат квалитетот. Точно. Баш во преговори сме со една маркетинг агенција Браво, околу супер. село. Супер, што да. Работам на планот. Браво. Како да читаш мисли. Браво, браво. Обаче, што мислиш за кавер верзиите? Дали поделено е мислењето околу оваа тема? Некој се од оние луѓе кои мислат дека авторска музика нема што тука, дека од друга страна па на пример има песни што не станале хит, откога ги препе одреден пеач, песната некако живнува и значи има придобивка и самиот изведувач што било песната негова. Па да, поделено е мислењето во однос на оваа тема. Потајно секој изведувач сака да му се пеат неговите песни, авторски. Меѓутоа кај нас е многу мал пазарот. Некако тоа е ланец. Ти треба да ја направиш таа песна. Реално за кошта одредена сума. Потоа треба да превземат портали, телевизии. Тука ланецот се пресекува. Треба да платиш. Не сите изведувачи можат да си го дозволат тоа. Сакаш да кажеш дека се плаќа по телевизиите за да песната ја вртат? Да. Значи одредени телевизии бараат одредена сума да се плати, радија исто така не е се, а додека во Америка, Па тоа е жал. сега ти кажам една друга работа, во Америка кога бевме се распраша. Да. И таму е па психологијата обратно. Таму ти даваат финансии за да твојата песна Да те стимулира. се емитува на радио или на некој ТВ медија. Така да кај нас е скроз обрат и немаме некако мотивација. Сега во однос на каверите има многу песни. Се јас како размислувам, има многу песни. И sad ти во текот на изведувањето нели на свирки си бараш некоја песна Што ти лежи. Да, што ти лежи. И е многу полесно да си снимиш кавер, да ја изведеш, па можеби и е подзаборавена, па ќе допре до народ, па реално ќе има бенефит и тој оригинален изведувач, да. Зашто да не? Дали предуслов за такво нешто, еве ти си снимал неколку, е да го прашаш пеачот што е песната негова, композиторот што ја знам. Да, тоа е почит. Или еве знам и некои што не ни прашуваат едноставно снимаат. Почит е да се Мислам дека и не ни смее да композиторот, без да го прашаш. затоа што тој целото негово знаење го вложил, го преточил во таа композиција, така да убаво е да се праша и да се препее таа песна. Меѓутоа јас единствено што имам препеано кај нас е збор за Милица со Наум Петрески. Практикувам да се тоа странски композиции каде што многу е тешко да се допре до тие светски композитори. Така да има на YouTube една опција каде што правата ги препушташ на композиторите и ти само ја препеуваш, композицијата. Значи парите си одат таму. Нормално. Да. Нормално, така е. Дали некогаш ти се случило да прашаш и да не ти биде дозволено да отпееш некоја песна за кавер да снимиш? Не ми се има случајно, затоа што пред се гледам тоа да е коректен пристап, коректен однос. Не би имало зашто да има слушнато некој тоа направо да ги одбива? Мислам дека сега
од соседите во Србија бараат и одредена сума за да имаш Правилно е тоа според тебе? Па не сум размислил на тема, можеби па правилно да, таа е нечива композиција, така да некако се откупуваат правата и се изведува композицијата. Како функционира тоа околу музичките права, околу правата кај нас? Дали тоа регулирано? Не, дали може, еве, пошто на сведоци сме во поново време, доста бугарски пејачи ни украдоа многу македонски народни традиционални песни, правејќи ги дека се бугарски песни. Не знам дали некој од нашите пејачи покренал некој, дали може воопшто да покрене, да му се, да ги тужи некаде, дали како иде тоа? Не знам како е искрено регулирано тоа, меѓутоа знам и дека и од наша страна, мислам дека Дамјан Стојановски, доктор, мислам дека се викаше песната. Доктор е таа песна. Да, мислам дека, да не грешам, мислам дека е украдена. Не, украдена, не ми е убав тој збор. Земена. Да, мислам дека препеана. Да, препеана. Калино моме исто мислам дека е препеана на бугарски. Од бугарска територија, мислам родопска песна, мислам дека. А мислиш дека има некои песни наши што се нивни? Не, нивни, ама од наша страна препеани, мислам дека. Така да мислам дека не може тоа да се изрегулира, пак таа музика нас не влече кога ќе слушнеме песната, не одиме со таа мисла дека ајде са ние ќе ја земеме, ќе ми ја препееме на бугарите. Не, туку чисто емотивно се случува тоа, така да не навлагам многу во таа тематика и проблематика. Имаше една приказна околу, не знам колку е вистината, Азис и без прашање иземал песна на Цеца. И Цеца му се јавила и он и рекол одма со авион доаѓам, колку пари сакаш ки ти ја со приватен авион ки ти ја платам, така да јас не се замарам со. Не знам дали е вистина или не, или за која песна се работи, пошто не ги слушам ниту двајцата. Немам слушнато. Инаку се балкански звезди. Ма е деликатна таа тема, е сепак тој што е главниот изведувач, што е негова композицијата, е малце можеби и боли кога ќе ти ја препеат композицијата, па на нечив труд да се направи слава. Не знам, стварно, до сега ми немаат препеано композиција, па да можам да кажам, да. Ваче, си пео на многу свадби, на многу веселби прослави. Си имал некојаш некој непристоен предлог, некоја понуда, и апропо ова прашање, што е оно што никогаш не би го направил за ни една сума на пари? Зборам на пеење. Па на свадбените веселби често као непристојна понуда. Ајде да кажам што мене не ми е пријатно во однос на кога станува збор организација и добро завршена работа. Ете, на крај да ти кажат младите, супер беше, задоволни сме. Ти благодарим. Народски кажано, кога свириме брзо темпо, брз ритам, ќе дојде човек со голема сума на пари и ќе ти рече, ајде сега пример Јовано или зајди. Значи јас спора песна. Да, тоа ми беше поентата. Значи јас ги сагам бескрајно тие песни. Ама тие не се за во моментот да се интерпретираат, да. Така да си одбил таква понуда некоја? Да, сите тие понуди ги одбивам затоа што после нема назад, не може да се расположат луѓето, пошто тоа е еден момент кај што толку е после од свадбената веселба, според мене, затоа што ти ги пресекуваш луѓето на можеби на највеселиот момент каде што треба да се случи експанзија. Ти одеднаш ја спласнуваш атмосферата. И тоа е страшно чувство. А и генерално више мислам дека знаат луѓето дека не се свири по нарачки, тоа беше многу одамна.
Така да нема Нарачки веќе- примаш, има да. нарачки доаѓа? За свадбените веселби не. Не, браво. Многу ми напримаат за пари, нормално дека Па мислам дека одамна е тоа. Минато. Минато, да. Да. имаш коректна соработка со во глобала со сите што се на естрадата, наши пејачи или како иде тоа? Мислам Па до дали сега со никој се немам замерено, гледам правило ми е со никој да немам лош однос, сум си принципиелен, така да чим имаш принципи не би требало да скршнеш од тој пат и некако да правиш глупости или да се караш со него. Знаеме денеска дека заради слава, да кажам, заради што спомна преска маркетинг, се случуваат и нарачени такви демек непријателства меѓу наши познати ликови, па после ќе се смират како да ништо не било, ама народот ќе збори уште година дена за нивна И такава. тоа сум слушнал, има многу се зборува, поготово кај нас од музичката фела, тоа е страшна работа, ама стварно не ме интересира такви работи, гледам, фокусиран сум на и тоа ќе позборуваме покасно на новиот бенд, така Да, сега. кој човек е фокусиран на сам себе и тргнува од грешките од сам себе, ќе има успех. Така е. Кој е, кога веќе говориме за музиката, кој е најголемиот бакшиш, ако можеме слободно да кажеме, што си го земал на некоја свадба, што Па како би ти одговорил на ова прашање? тешко прашање за Па одговор. не би кажал за сума, него поентата што ни е на нас, на свадбена веселба беше, ама поентата кога ја работиш, ја свириш таа свадбена веселба, не ти е сумата на пари што ќе ја земеш, туку на крај да ти кажат младите дека им се презадоволни зашто тој ми е единствениот момент и нели заеднички кога си поминуваат убаво, така да кога гледаш дека има голема сума на пари, според мене тоа е наградување за твојата изведба, за твојот талент. Прилично голема сума на пари, ама нема поента да кажам колку би било што. Нека остане во тајност. Да. Така е. Во ред. А на какво место никогаш не би пеел, не би настапувал, не би? Дали имаш ти некои предрасуди околу дали би пеел секаде, дали на приколко трактор? Или, например, имаш некој принцип, нема шанси за ниедни пари, не го правам ова, јас ке си пеам во ресторан, например, во хотел, не знам што. И тоа од крајност во крајност. Така да има изјава Хареџиновиќ кажано. Вика, кај сакате ставете ме, платете сумата што ќе ја побарам, ќе дојдам на тоа место. Мислам, ајде, не го делам до толку неговото мислење, ама ако публиката сака да ме слуша, неам проблем со местото каде би интерпретирал. Така да. Значи би пеел секаде во главно. Па да, сега не на приколка. Не на прикол. Добро. Ќе ти набрам неколку личности, јавно, мислам јавни, наши пријатели. Кажи ни нешто повеќе околу нив, 2-3 збора, како би ги опишал, например, нив. Еве, да почнеме со твојот дедо, Наум Петрески, како би опишал Наум? Па добро сега, за него може би највеќе имам да зборам. За него можам книга да... Да, па некако се запознавме. Како се запознавте, да? Од мои 16 години имам и фотографија баш на тој момент, Ја што чуваш? мислам дека да, цел живот ќе се таа ми е многу драга. Може да објавиме? Сепак, да, Договорено, супер. ќе ти ја пратам. Баш на сликата сме јас, Наум Петерски и Томислав Которчевиќ. Причината за моето Трио. запознавање е Томислав Которчевиќ. Правеше прослава за неговата ќерка за полуматура во еден скопски локал. Се познававте вие претходно со Томислав? Верувам. Па не, он ми е роднина. Така. Он ми е роднина. Не сум знал. Да. Така да он беше причината за наше запознавање. Дојде Наум Петерски како гостин, затоа што многу текстови на Така. Наум Петерски песните се негови. Томислав. Да.
па нема да го заборавам никогаш тој момент. Знам заедно ја отпевавме тогаш имали песна. И ме советуваше за така за соло кариера, ми даде поддршка, така да бескрено сум благодарен на него. Како личност немам коментар. Народен човек, ти знаеш и сам. Народен човек. Искрен човек, така да со него Посветен на рибарењето? да. И на ловот? Хоби, да. И хоби мој рибарење, Да. лов, риболов. Со твојот дел наум имаме една заедничка работа. Тоа што и двајцата сме скарни со нема мунди. Може да спомнам читам тоа, нешто да. на интернет. Не сум толку упатен, така да не можам ништо да кажам. Јас сум и против мене и против него во различни периоди од животот имаше хајка, медиумска хајка од нивна страна и дури направи црна листа. И мене ме ставиле прв на црната листа, Значи, никогаш животно да не ми се даде кај не може да ги вдомат животниве, уште црна листа. Никогаш да не ми се даде животно зашто мојот јастреб во Немам така, коментар. тоа е да. Идеме понатак. Идеме понатак. Благоја Груевски, што ви кажа околу Баже? Башки. Види, имам супер мислење за човекот, исто така народен, многу искрен човек, многу добар човек, многу Пееше во совети Везилка има. ти кога водеше. Да, кога водеше пее во Везилка, а јас како дете имам одено, он имаше пеено долги години во Опатија во Македонска куќа, во парк. куќа. Да, и таму со моето друштво многу Во парк многу беше често- кампинг, ако не се лажам. Кампинг? Не, Македонска куќа тоа беше. После Опатија, Македонска куќа. Аха. Да, таму одевме на негови настапи. Таму бев дете, не ни правило желба за пеење. Меѓутоа ми бил и на свирка, така да се зближивме, многу пријатен човек, така да не тоа е тоа за него. Добро. Кажи ни, дали кај нас во Македонија имаме, според тебе, естрада и дали нешто недостасува на таа музичка сцена? Што е оно што ти би го поправил да се надоврзам? Па да се лажеме ако кажам дека е све супер, ќе кажам тоа е ланец. Еве ние твориме, треба да има новинарство, треба да има каде да ќе пласираш таа композиција, ние сите треба во тој ланец да си помагаме. Тоа исто како нервоза, сега ќе ти објаснам како поубаво. Тоа е ланец на нервоза. Јас ти ја пренесувам тебе, ти ја пренесуваш на твојата сопруга, на твоите деца, таа кружи. Така да во нервозата треба таа да се прекине. Значи, ако те сватиш, А овде нашата треба сцена да- е нервоза. Овде треба да биде целосно тој ланец и да си помагаме едни со други. Така да негде тој ланец е прекинат. Има сопки во вака? Ти правеле сопки на тебе? Па искрено мене не. До сега не сум, можеби. Ја не сум Ти си дознал. многу јак кој тебе. Не. Тама работа. Не сум многу јак, туку не сакам да ми се гради кариерата Да се нашалиме, да. Се шали јас, знам. Преку трачеви, преку уговарања, преку Има и сопки. така ги игра. Не сакам, да. Затоа ги почитам овие луѓе што ги спомна, не ја градат така кариерата. Јас тие луѓе ги почитувам затоа што имаат квалитет и доволно е тоа за една кариера, а не со други глупости. Во однос на естрада некако фали посериозен пристап. Порано, кога биле, јас кога сум се родил, 90-та, 91-та, 92-та, Валандово до 2006. Ти си се раѓал 3 години. Да. Сакам да го кажам периодот. Разбрав. Во тој период мислам сум 91 роден, но На 2 години си помал. да, тој период до 96-та, 97-ма пристапот бил многу посериозен. Кога се спремале песни, јас знам при еден Имаше разговор со- листа секоја недела. Да. На радио, на во однос телевизија. на пристапот кон музиката, сакам да ти кажам, баш разговарав со Благица Павловска. Ми вика, деца, вие вика не знаете
што е да се спреми песна. Викаш, година дена ми е дадена песната, ја слушам, ја пеам, па после година дена ја интерпретирам на фестивал. А нас ке ни се даде, можеби не е наша кривица, и ете и тука е како една грешка на продукциите, ќе ни ја дадат 3 дена, 4 дена пред фестивал, И од вас се треба очекува одма на да се сериозен фестивал. Што се митува на национален сервис, ти треба да интерпретираш како што треба. Тука се губи Тоа не е квалитетот возможно. на Не е фестивалот. возможно така. Па се губи квалитетот на фестивалот, една цел една несериозност, така да публиката тоа го гледа. Добро, имам чувство дека работата иде напред, гледам дека многу бендови се оформија и тоа квалитетни, гледам дека маркетиншки многу вложуваат и квалитетно вложуваат и ми е многу драго. Кој има конкуренција, само по себе конкуренцијата те тера да напредуваш. Така да мислам дека музиката оди во нагорна линија. Дали според тебе влаче, например, на фестивалот е добра отскочна даска за еден пејач, или мислиш дека тоа било така порано, дека сега некако се изгуби смислото на фестивалите? Дали се местени, дали има некои местени фестивали? Па искрено не ми се сменило мислењето во однос на фестивали. Јас ти кажав, започнав 2010 на Цветници, така да се уште и претходната година со Анастасија настапивме на Валандово, така да мислам дека убаво еден млад талент да се појави на фестивалите. Факт е дека нема толку еуфорија. Меѓутоа, пак ја кажам, мислам дека музиката оди во нагорна линија последниве неколку, мислам последна година, така да во однос на местење нема некој што би ми потврдил. Да, само муавети. Па нема некој, и како би кажал ја дека е тоа местено. Да, има некој во однос на песни. Гледаш дека таа песна не е најубавата, не за мене, општо од колегите. Се знае, има правило, пак ја кажам, не е најубавата песна, а таа ќе победи. И тука се јава некоја сумња, ама тоа е пролазно. На крај крајeva за интерпретаторот најбитно е, и за авторите, за композиторите, најбитно е да песната оживее кај народот, Да стане хит, а не дали ќе победи. Да, наградата е битна е како една потврда дека си на добар пат, дека квалитетно работиш, но не е пресудна за песната, за успехот и за песната да стане хит. Точно така, се согласувам. Кој е најдалечното место на кое си пеел? Америка. Да, Чикаго, Детройт, Колумбос, Краун Пойнт. Тие се тие места што ги посетивме, што настапивме со групата Биоритам. Ти беше долги години таму? Да, 7 години бев. 7 години. Сега во моментов имаш група своја, малку да споменам сакам и околу таа тема. Кажи ни нешто повеќе за групата. Па сосем случајно, да, пред отприлика 2 месеци. И морам да напоменам, извини што те прекинав, морам да напоменам дека Ватко е еден од ретките кој бил во една група, што сега веќе има друга група, што не е скаран со старата група, заради тоа што сите знаеме дека кај нас и така и се случуваат работите, они се пријатели, така да. Најчесто е да од кога ќе излезат член од групата да не комуницираат. Да, ти немаш таков проблем. Јас имав еден принцип каде што по ниедна цена не сакав да се разипат односите со групата Биоритам. Сепак јас бев и 2 години 2 години поред во Америка, ние таму живеевме заедно, така да не знам каква причина би имало ние да ги расипеме односите или да не сме во добри односи. Така да останавме во супер односи. 7 години поминавме многу убави. Осети нешто ти, например, како
се случи да трнеш по свој пат, така да кажам? Дали кажа доста е до тука, сакам да почнам нешто друго? Или што се случи, една ексклузива? Обично, вие новинарите, новинари, јутубери, не сакате кога човек ќе ви одговори со една реченица, ама ајде, има еден многу попаметен човек од нас двајца и има кажано, ако не правиш нешто различно, не очекувај дека ќе ти се случува нешто ново. Само толку ќе ти одговорам, ти си паметен, мислам дека ќе разбереш. Така да, интелигентно мислам. Сосема случајно со новата група, они се многу добри индивидуалци, едниот е на бумњеви, да ги презентирам. Може слободно да ги спомнеме. Дино Милосављевиќ, он беше долгогодишен член на Лепи Сол, Горан Гешовски, Марко Денич и Тане Гроздановски, он е брат на Маја Гроздановска, Панчева. Значи екипа. Така да, многу Јака. сериозна приказна, многу добри индивидуалци, така да мислам дека ни престои добра иднина во нас музицирање. И јас сум убеден дека ви престои добра иднина заради тоа што лично те познавам тебе, знам колку голем професионалец си, си перфекционист и сакаш се да биде како што треба, буквално и јас сум сличен. И така да мислам дека и убеден сум дека ќе направиш кариера голема. Така е. И ти посакував успех. Да. Како се споевте со долго време ти требаше да ги најдеш си овие луѓе или се познаваше па само онака склоп на околности си дојде сам по себе? Некако верувам јас во оние работи да ти се склопат коцките. Не верувам во среќа. Сам треба да си работи за среќата, така? Не верувам во среќа, она кој ќе кажат овој имаше среќа да стане тоа. Не, тоа не е среќа. Среќа е изговор на мрзеливите. Овој имаше среќа. Браво. Не, среќа не постои, туку е само работа. Така не учат во народните приказни, нека среќата му заспала, нека не знам што, работи за да постигнал нешто, мислам направил нешто за да стигне до тоа. Не можеш да седиш и среќа да бараш, така? Не, тоа е изговор само на мрзеливите. Сосема случајно рече. Ти беше иницијаторот? Јас бев иницијаторот. Со помош на Горан Гешовски и на Марко Деник дојда во групата Дино Милосављевиќ и Тане Гроздановски, така да во рокот 2 месеци направивме 6 до 7 проби, од кои 3 беа само разговор, запознавање карактерно, 3 беа ефективни проби музички. Потоа следеше настап во Мартини на 9-12, беше преубаво, да ги поздравам сите што беа таму. Мартини, газата Мартин, поздрав и од мене. Да, многу кул дечко, многу урбан лик. Да. И во преговори сме за уште една и понатака долгогодишна соработка. Да, баш. На 13.1 исто така да ги поканиме гледачите, сме во новиот како реотварање имаше на новиот Мош во центар. На 13.1 сме таму со бендот, така да ќе се следуваат многу настапи. Па да, генерално сме пополнети до 13.1. Браво. Ако ви треба, кога одите по невеста, лик што чука на тарабука, тука сум. Да, може, ќе те предложиме. Знаеш да чукаш? Се чукал си? Да, ритам. Сакаш да ти дам ритам да пробаш? Не, во друга рисма да ми се смеат. Не. Значи во друга. Имав 2 барем 20, да. Во друга прилика тоа ќе музицираме, сега да уживаме во гледката. Имаш премногу убави животинчиња. Се надам дека некоја змија не зими ставува тука. Змиите се таму од позад. Имаш змии? Имам 3 змии, да.
Ќе ги видиш после. Браво. Па добро, барем тогаш, кога веќе не чукам на тарабука, сакам да ни запееш нешто. Ако може некоја песна е твоја, Ајде, мојете пак ќе кажам од Томислав Которчевик. нешто да направиш што ти го преш најдобро. Ајде. Машки ќе издржам и да те здогледам со некој друг крај себе ќе застанам. Јас ке те поздравам, болка ке сокријам, по збор ил два, со насмевка ке продолжам. Ето една... Браво, секоја чест, браво. Фала. Ме наежи, морам да кажам дека Фала. ја знаам дека добро пееш, ама ова е стварно топ. Ќе дојдеш на настав. Обавезно. 2017 година со групата Биоритам на Росафест ја интерпретиравме, се вика Машки ќе издржам. Музика е на Суа Тусин Цуле, членот на групата Кодан, многу позната група. Текстот е на Томислав Которчевич, аранжманот мислам дека е исто така на Суа Тусин Цуле. Браво. Да, направува композиција. Браво. Сега малце идеме во трета фаза. Тоа е малце сакам да подборуваме за тебе, за твојот приватен живот, до таму до кај што треба. Како ја запозна Анастасија? Кажи ни нешто околу љубовта, еве. Па пак е врзано со тие фестивали, нели, и она е плива во тие води во фолк музиката. Ете, ништо не е случајно. Зашто сум почнал во фолк музиката, да запознам нејзе и да продолжиме заедно понатаму. Баш кога испеав Машки ќе издржам, оваа композиција сега што ја интерпретирав, и ја запознав Анастасија на тој фестивал. Каква поврзаност. Да. И Вали се освоил со песната? Па се надевам ќе ја прашам. Да, после фестивал се договоривме, имаше како коктел организиран и продолживме во некој од дискотеките. Да, се запознавме малце поубаво и немаме некој спектакуларно запознавање, после тоа следеше неколку излагање приватни и тоа е тоа. Ете, резултираше со 2 дечиња. Да се живи и здрави. Фала, да се. Како се викаат? Андреја и Лука. Браво. Што е она што мислиш дека треба да е двигател, да ја држи да го држи еден брак? Што е она што е основата според тебе? Па пред се треба да има љубов, пред се. Така. А потоа без доверба не може да се функционира. Секако без доверба има притисоци, недовербата е страшна работа. Така да тоа кај нас го нема, затоа и функционираме како што треба и без доверба нема ни успех. Па кај вас, бога ми, ако нема, пошто одите на турнеи често пати, кој ваму, кој таму, тешка работа ќе биде. Затоа кажам, довербата е се. Така. Сте пееле заедно со Анастасија на свадба, на пример? Да, многу свадби имаме отпеено заедно и долго време во познат локал во Скопје интерпретиравме заедно како. Да. Беше преубаво, но она се моментално се изолираше, што е нормално за една мајка. Да сега е моментот, нели, децата да се социализираат како што треба, да бидат упатени на правиот пат, така да она е многу совесна мајка и препушта на мене јас да... Памтиш ли првиот пат кога ти соопшти дека ќе станеш татко? Кога ти соопшти, како, што... Па, да, памтам, јас бев со обврски, кога ми соопшти, не знаев, баш бев во автомобилот и не знаев
на кај да одам, дури заборев, Патот го заборев. отидов, ја бев, се сеќавам аеродром Лисиче, тој регион, ја живеам во Кисела вода. Да. Да ти на Кеволко. Не е на Кеволко, ама слично нешто, отидов на Килинден. И само возев изгубен тотално изгубен. Ја мислам, гледам и ти си го доживел тоа, така да можеш да ме разбереш зашто ти изборам. Јас си купив чоколадо на вработената во T-Mobile бев и викам се чудеше. Да, ја викам тука ми соопшти докторот ми се јави, стана татко, викам морам на тебе да ти купам чоколад. Значи тоа е еден преубав момент, на секој би му па види, рече тоа е за тоа живееме. Тоа е целта животот, барем за мене. Да. Се Дали, например, доколку те понесе атмосферата, знаеш да запееш на свадба на некој твој пријател што си поканет како гостин, не како пеач, да го знаеш микрофонот, да испееш некоја песна, или си строго професионалец и таму се однесуваш само како гостин? Па гледам тоа да е професионално. Премногу ги почитам музичарите. Без да ме поканат да станам, јас не го практикувам. Чекате поканат, можно. Па да, затоа што они си имаат свој репертоар, не би сакал, тоа е еден концепт каде што претходно кажав да не бидам контрадикторен, не би сакал да станам, па можеби со песна кај што не е местото јас да интерпретирам, па атмосферата да падне, освен ако не ме поканат, не би го направил. Ваче, кој е посторок родител? Анастасија или ти? Анастасија. Да? Да. Ти ги галиш, ги мазиш ги? Ептен. Па не знам, некако ми е много емотивен тип, ми е многу жал да викнам, ни на крај памет па да удрам или нешто такво, нема шанси. Секој за да се едуцира, за да се упати во правилен пат, мора да постати казни, да детето да знае што е добро, што не е добро. А тоа се постига само со казна, со награда, со казна, со награда, со казна, со награда. Тоа сум свесен. Значи ти награди даваш, Анастасија казна така дава? Некако мора да има баланс нека. Мора да има баланс. Да. Така е. Значи не бива сега двајцата да се лоши, не да може, или двајцата да се па добри. Па не, детето ќе забега во некои други патишта. Па не, Лука е година и пол веќе. Тоа дете на година и пол и да му свикаш, и да го подчукнеш. Што ќе разбира? Што разбира? Не разбира ништо. Да, со Андреја веќе комуницирам. Да и кажеш, да и укажеш на грешката, да, веќе разбира. Колка ви се? Андреја е 4,5 години, а Лука е година и 6-7 месеци. Да. Така да има периоди кај што ние треба да ги осознаеме, треба да сме сконцентрирани на децата и да баш тој период кога за едукација ние треба тогаш да посветиме внимание. Така. Тоа се периоди кои не смеат да се испуштат. После е касно. До која година мислиш дека децата мислам може да се дека воспитуваат? во зависност од кога ќе почне детето да разбира, да комуницира, до 7-та година мислам дека тогаш е после изградена личност веќе само се меси нешто. Изградена личност не, меѓутоа до тогаш мислам дека она прва социализација, прва едукација од страна на родителите е тој период од кога ќе почне да комуницира, да збори до 7 години. Тоа е моје мислење. Изградена личност може би е погрешен збор, но читав некаде дека до 7-та или 8-та година, ако не се лажам, може да промениш нешто кај своето дете што не е добро. Понатака не можеш многу ти да менуваш нешто. Да. Тоа го кажали научниците. Имам чувство дека пеачите се поделени некако по едно прашање. Не сте баш сложни, например, по ова прашање. Што мислиш ти? Некои пеачи без никаков проблем пеат на политички кампањи, без разлика кој ќе ги повика. Некои одат само кај една партија, некои само кај друга партија.
некои за мирни пари на светот имате изјавено дека не ги интересира политика и дека не би пееле, дека има доволно спечалено, дека тоа не ги занима. Што мислиш ти околу тоа? Дали за мене, например, професионално е без разлика која партија да е, езер да те викне, ВМРО да те викне и кај двете да пееш, ти си професионалец. Тоа ти на тебе работа, ти си пееш. Некои тоа не го прават за ние ни пари. Што мислиш ти околу себе ова? Па мислам дека на оваа тема можеме да збориме 2 дена и да не престанеме. Е многу деликатна тема. Мислам дека едноставно јас не би прифатил да настапувам. Да, затоа што во нашава земја е многу изразита политиката и многу има поделени страни. И чим е таква ситуацијата, не сакам, човек сум, пак ќе ти кажам, што не гради кариера на трачеви, на лоши работи, на поделена публика. Има изведувачи кои свесно ја делат публиката. Нека ме мрзат, нека не ме сакаат 50%, нека ме сакаат, доволно е за успех. Да. Ја не кажам дека сигурно сите може да ме сакат. Не може, да. Ама не сакам тоа чувство да го имам, да отидам за една политичка партија, значи почитам. Таму сепак е, кога ќе те повика кој да е од некоја политичка партија, сепак е очекува валјда да вее знамења, да. Па не те ја како размислам. Одам таму да отпеам и да ги забавувам луѓето. Сепак и тие луѓе таму што се сакаат да се забавуваат. Нели? Од друга страна, пак ќе ти кажам, можеме 2 дена за ова да зборим. Од друга страна, тој што ќе отиде не го осудувам. Можеби неговите деца дома ги очекуваат тие пари, тие не знаеме каква му е финансиската состојба. Да. Така да не можеш да осудиш онака ригорозно, ти пееше за оваа партија, ти пееше за оваа партија. Мислам, не е убаво, затоа не можам да коментирам. Јас не би прифатил за да не едни да завземат став, отиде овој да пее за оваа партија, отиде да пее за оваа партија, нели никогаш не вели никогаш, да не се побивам и да отидам, утре дента транспарентно би ги уплатил тие пари хуманитарно, би ја објавил, би објавил, па затоа што сакам да кажам дека за единствена цел одам таму, за да само од забавен карактер да ги забавувам сите, мислам луѓето што се таму дојдени, пошто реално нас не викаат да ги забавуваме луѓето, така? Да. Тоа е моје мислење. Така да можеме многу долго време да правиме на оваа тема. Муавет и ќе ме замори некако. Точно, доволно. Што мислеше, тоа и си кажа, така да. Ватко, кажи ни твое животно мото. Мото, нели, се подразбира реченица паметна мисла која би не водела во животот, ајде би ја издвоил во однос на мојата професија. Не оди по тугите стапки, бидејќи нема да оставиш трак. Браво. Да, паметно. Што да кажам нешто подобро, мислам дека ова би било најидеалниот крај на овој наш подкаст. Ваче ти благодарам што ни беше гостин во наш подкаст. И сосема за крај, која е пораката која ти би ми ја пренел на нашите гледачи? Па ајде уште една. Зададете си цел и не прекинувајте додека не остварите. Одлично. А вас, драги мои, ви благодарам што успеавте да ни изгледате до крај. Се надевам дека ви бевме доволно интересни и дека во наредниот подкаст повторно ќе не дружите. Стиснете ни лайк за поддршка на ова видео и не заборавајте subscribe и шернете, споделете го ова видео за да не гледат што повеќе луѓе. Фала ви, пријатно.